Советот на општина Штип донесе одлука од владата да побара по 1000 денари месечно за секое штипско семејство како помош за плаќање на сметките за струја. Ова како предлог на советничката група на ВМРО ДПМН беше усвоено на претходната седница на Советот, а сега оформено и како официјална одлука, по која ќе следува и барање до владата. Согласно последниот попис на населението, има утврдено дека секое домаќинство користи од прилика околу 1500 киловат-часови секој поединец на годишно ниво, така да субвенцијата би била за грејниот период околу 6000 денари за секое семејство, поточно 1000 денари за секој месец или од прилика 25% од сметките кои што ги имаат граѓаните на општина Штип, колку што и очекуваме да се зголеми цената на електричната енергија после 1 јануари 2023 година. Купната сума која е потребна за спроведување на едно вакво барање е 80 милиони денари, што според советниците е минорно во однос на 2,9 милиони евра месечно, што владата ги издвојува за грејење на скопјани. Во исто време, Советот ја отворили иницијативата на Левица за изработка на физибилити студија за основање на јавно предпријатие за производство и продажба на струја. Според мнозинството, Штип веќе има Доел фирма која работи во рамките на ИСАР и истата да се прошири со дејност за производство на струја. Предлогот на општина Штип и на советниците на општина Штип општина Штип да може да произведува 1 мегават електрична енергија, од кои што 800 киловат-часови би се произведувале преку фотонапонски панели поставени на кровните конструкции на објектите кои што се во сопственост на општината и 200 киловат-часови да се произведуваат од турбина која што ќе биде поставена во цевоводот кој што доаѓа од браната Злетовица до филтер станицата во општина Штип. На овој начин би се покриле голем дел од трошоците за струја на општинските институции, а вишоците би можеле да се продаваат.